Поздрав до сите! Ова е 29-то издание на Тајната на успехот. Ова се серијал подкасти за женско предприемништво, кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание имаме една интересна личност, која може да биде инспирација за многумина. Таа ги отврла стереотипите и клишијата за местото на жената во општеството. Начело е повеќе од 20 години на Агенција за обезбедуваме. Вие представуваме Верица Милеска Стефановска. Верица, добро дојдовте во Тајната на успехот. Се надевам дека пријатно се чувствувате заедно со нас. Благодарам на поканата за учество. За сега пријатно. Како се најдевте на оваа бизнис патека? Вие сте начело на Агенција за обезбедување. Зад вас е дведецениско искуство и сигурно од оваа дистанца има интересна приказна за раскажување. Па вака сега, мојата животна патека, професионална патека, некако цело време ме водеше во водите на, условно кажано, безбедносните води. Мојата професионална кариера започнува сега веќе во далечната 92 година, кога за прв пат се вработи во Министерството за внатрешни работи како дел од групата жени полицајки, прва група на жени полицајки кои што се вработија во тогашното самостојување на Македонија. Скоро 13 години работе во Министерството, во меѓувреме отворив мој приватен бизнис, Агенција за приватно обезбедување, МДН обезбедување од Скопје, и еве веќе 12 години сум начело на Комората за приватно обезбедување, значи зборувам веќе за 30 годишно искуство во сферата на безбедноста, во приватната безбедност. Не знам, веројатно тоа беше некој природен след на настаните кога ќе влезете во тие безбедносни води. Без многу размислување, тоа е начин на живот. Споменав интересна приказна затоа што сепак сакале не колку и да бидеме, да сакаме рамноправност, сепак овој дел некако повеќе на мажите им припаѓа, па кога жена ќе се најде во овој сектор, нас не звучи како интересна приказна. Веројатно е точно од таа позиција, меѓутоа кажав претходно, уште при самото вработување некако мене патот ме водеше во обезбедување на објекти и личности во тоа време од интерес на државата, така ги викавме. И некако сватив дека моите задачи се исти како задачите, моите работни задачи се исти како задачите на мојот колега. По ништо не се разликувавме. Јас во тој момент разбрав дека меѓу другото, јас сум иста една помеѓу еднаквите, така што... Дали сте дошли во ситуација на некои стереотипи, клишија, мисла, дискриминација, ете жена во овој бизнис и како сте се справувале доколку ги имало таквите ситуации? Кога зборуваме за Министерството за внатрешни работи, реков, моите години, 21 година, мислам дека не ми дозволија да се вклучам толку многу да се задлабочам во таа тематика околу дискриминација на жени и мажи. Едноставно за мене беше природно дека јас сум иста како и нив и воопшто тогаш уствари и научив дека е добро да се каже јасно и гласно дека ние сме исти, дека имаме исти задачи. Председател сте на, и самите споменавте, на Комората за приватно обезбедување. Со кои предизвици се соочува оваа дејност кај нас? Каква е ситуацијата во однос на другите земји? Да, веќе 12 години сум начело на Комората и можам со задоволство да кажам дека со самото мое доаѓање во Комората започна процесот во тоа време на предлог изготвување на закон за приватно обезбедување. Јас активно учествував во тој процес и навистина сум горда, затоа што тој процес произлезе едно навистина применливо решение кој што вршителите на дејност го прифатија и до ден денеска се работи по тоа законско решение и сметам дека е многу важно да имаме добро законско решение, а тоа беше едно, како се вика, ватрено крштење во мојата кариера во Комората, меѓутоа се друго што следеше како
активност беше во делот на отварањето на комората, отварањето на дејноста приватно обезбедување кон сите чинители во општеството кои што на било кој начин со својата работа го тангираат приватното обезбедување. Од тука и она отворање на соработката кон граѓанските организации, кон невладините организации, кон владата, кон сите оние чинители, реков, кои што на било кој начин тангираат работа на приватниот безбедносен сектор. Понатаму, една од многу важните работи во комората што се случуваат во последните десетина години, тоа е издавачката дејност на комората. Значи, ние сме навистина активни во тој дел. За последните 10 години имаме 25 пишани дела, стручна литература од областа на безбедноста и приватната безбедност. Значи, тоа беше нешто што навистина недостасуваше во секторот. Сега веќе можеме да зборуваме за стручна литература која што навистина оди во правец да им помогне на правните лица што вршат дејност, а секако и за сите останати заинтересирани, за академската, за стручната јавност. Сметам дека тоа е еден огромен придонес што комората успева и на тој начин и на тоа поле да се реализира. Јас пак би се вратила на местото на жената. Жените како се во оваа сфера, во сферата на безбедност. Кога го велам тоа, и во однос жените како оперативци и во однос на жените водачи, односно на раководни позиции. Одлично прашање. Јас имам некоја статистика и можам да кажам, ќе започнам во европски рамки како тоа изгледа. Во нашата дејност во европски рамки жените пресметало едно истражување дека има 20% од персоналот, меѓутоа само 12% од тој исти персонал работи на работни задачи приватно обезбедување. Во нашата држава во секторот приватно обезбедување најизразена симетрија се забележува токму во овој оперативен кадар, односно во секторот се вработени само 6,3 жени работнички за приватно обезбедување. Едно второ истражување кое што исто го правевме на ниво на комора пак вели дека во менаџерскиот кадар, нашата анализа покажува дека од вкупно 44 компании кои што се членки на комората, жените се јавуваат во основачка структура во 14 компании, значи некаде околу 30%, а само 6 жени се наоѓаат на позиција управител, 13,6% сме пресметале, а жените на раководни позиции во агенции се околу 19%. Она што мене ми е со гордост можам да го истакнам, предвадена имавме редовно годишно собрание на седницата на комората и за прв пат имавме дури 5 жени кои што се членки на собранието компании, што не беше случај во изминатите година-две. Значи, бројот на жените, тоа што сакам да го истакнам е дека бројот на жените полека, но сигурно се зголемува и во нашите редови. На што особено сум горда. Да, често пати настапувате пред на некои научни настани, презентации, искажувајќи ги вашите ставови во однос на местото на жената во безбедносниот систем и во делот на државните органи и во приватниот сектор. Што мислите, колку до сега таквите настани помагаат, таквите активности им помагаат за подобрување на местото на жената во овој сектор и какви се резултати? Не мора точно статистики, меѓутоа ваше согледување, ваши сознание. Па сега јас не знам дали можам да видам објективно до крај, со оглед на тоа дека јас навистина вложувам време и енергија и навистина сум посветена во нашиот сектор да се зголеми бројот на жените на сите позиции. Навистина сум поборник да се зголеми и бројот на жените менаџери и во општеството и на водечки позиции. Сметам дека жената може тоа да го направи. Јас навистина вложувам време и енергија на ниво на комора тоа да биде, да се гледа, да се препознава. Настани што може да присуствуваат жени од различни провиненции, од различни места во нашата држава, како би ги слушале и добивале дополнителни знаења за оваа професија. Има настани како не точно тоа. Затоа вие настапувате на тие, колку тие придонесуваат за... Не само што настапувам, туку јас си организирам еднаш, два пати во годината. Морам да кажам дека членките на собранието навистина имаат разбирање во овој дел. Ние во годишната програма за работа имаме настани предвидени кои што се однесуваат на зголемување на интересот
обид да се зголеми интересот за вработување во нашиот сектор, правиме различни јавни дебати, правиме работилници, меѓународни конференции. Од позиција на председател на комора, мислам дека тоа е една од задачите. Така. Една од задачите. Добро, тоа околу комората. Колку ќе прифатат жените е сосема друго, нели? Живееме во едно време каде што имаме навистина тешки услови за работа, тешки услови за бизнис. Меѓутоа, она што е интересно е да се истакне дека жените мора да разберат дека секојдневно во најобичниот живот носат разноразни одлуки. Тоа е сеедно исто пресликано во работни услови, само што сега зборуваме за финансиски бенефит и зборуваме за една финансиска стабилност на секоја жена. Колку организациите на жени, особено во делот на женското предприемништво, помагаат за да се подигне свеста кај жените или да се осоколат жените за да започнат свој бизнис? Ево во случајот Националната платформа за женско предприемништво, дали е добар начин да се воспостават линкови, да се разменат искуства за подобар развој на женското предприемништво кај нас? Апсолутно помага, тоа што и јас денеска сум тука со вас, точно тоа го говори, дека јас сум заинтересирана, сум била заинтересирана, сум отишла да видам што се случува, навистина ме интригираше. Апсолутно го поддржувам овој настан и сметам дека навистина може да помогне. Јас навистина сум убедена и еве спремна сум да дадам свој придонес во целата таа убава приказна. Сигурно во текот на својата кариера сте дошле во ситуација на безизлезна, барем моментално сте мислеле дека е безизлезна ситуација. Кој во таквите моменти вам би била најголема поддршка? Кој ми бил најголема поддршка? Најголема поддршка ми биле други жени менаџери. Морам да кажам дека тоа е нешто несебично. Мојата менторка, ќе кажам животна менторка, професор доктор Дијана Белеска, стално ми говореше, уште на самите почетоци, ми викаше полека, види со времето. Ако си пред времето, значи дека си назад со времето, тоа е исто. Врати се назад, размисли, значи жените мора да помагаат на други жени, се разбира, моето семејство е тука. Сите ние сме влезени во бизнис, семејни бизниси, така да мора да црпите од некаде позитивна енергија и мора да имате поддршка, меѓутоа генерално сметам дека е поубаво, поблагодарно и навистина повеќе се почитува кога една друга жена ќе ви пружи рака и во даден момент, независно каков е проблемот, едноставно ќе ви помогне да излезете од тој тунел, условно кажано, да погледнете некоја поубава слика. Не сметаме за успешна жена, нормално за тоа и гостувате во серијал подкасти, но од што се треба да се откаже една жена? Колкав е данокот на успешноста? Од што треба да се откаже? Секоја дама има некоја своја, предпоставувам, дефиниција за успех. Да, ќе слушнеме ние истражувања, секакви анализи дека жените имаат грижа на совест затоа што не се дома со своите семејства и така натаму. Меѓутоа јас не се согласувам со тоа. Јас сум сопруга, мајка на 3 сина. По ништо не сум поразлична од другите жени менаџери, просто се држам на онаа менаџерска матрица иритно важно. Мојот живот или мојот работен ден го менаџирам согласно таа матрица и сметам дека ако сакаме нешто да работиме, не мора да се откажеме од ништо. Се наоѓа начин како да се избалансира. Матрицата менаџерска иритно важно решава многу проблеми. Кои се наредните планови? Наредни планови предпоставувам дека ќе бидат во делот на точно ова поддршка на Националната агенција за женско предприемништво. Веќе неколку пати истакнав денеска, предвадена собранието на комората го прифати мојот предлог да продолжиме да ја поддржуваме оваа национална платформа. Веројатно 2022 за комората ќе биде помеѓу останатото во знакот на поддршка на женското предприемништво. Се разбира, континуираната едукација во секторот сметам дека мора да биде да се продолжи. Доживотното учење за мене е прекрасно нешто и сметам дека навистина многу значи во секторот приватно обезбедување, дотолку повеќе што овој сектор со јавни овластувања навистина има влијание врз
безбедноста на граѓаните, на нивниот живот, на нивниот имот, на нивните работни процеси, така да ние навистина мора да се унапредуваме, да се професионализираме како дејност, нашите активности ќе бидат точно тука во тој правец. Дали вашите потомци, барем еден од нив, и би наследиле оваа професија, се заинтересирани да наследат? Да. Најстариот син веќе е длабоко навлезен, средниот исто така да они се вредни деца, работат, влезени се во семејни компании, кога живеете со семејни бизниси, приватни бизниси, мислам дека е природно и да се вклучат, да. И еве, да го закружиме разговорот со една порака до младите жени, девојки, што се двумат да започнат свој бизнис. Пораката е многу јасна. Условите за живење, за работа се такви како што се. Тоа е нашата реалност. Но ние не смееме да се плашиме, не смееме да имаме резерва кон начинот на кој што ќе екзистираме ние и нашите семејства. Оти тоа не е патот на успехот, за успех. Мораме секогаш да пробаме. По мене мора да се проба, мора да се види дали можеш. Ништо нема да изгубиш ако една работа не успее, ќе успее другата, но упорноста мислам дека се исплати. Ви благодарам за учеството во овој серијал подкаст и посакам остварување на сите ваши планови во наредниот период. Ви благодарам за разговорот.